гостин на телевизија Телма во ова издание на емисијата Мојот пат е истакнатиот македонски композитор и музички педагог, професорот Томислав Зографски. Што беше пресудно да ја одберете музиката како своја професионална одредница? За својот 10-ти роден ден татко ми подари една мала армоника и што се вели истата вечер јас почнав нешто малку да се занимавам со неа. Тој иако беше не музичар, туку напротив не напротив него, сосема нешто друго. Во тоа време беше превозник, возач. Успеа да се снајде да ми отсвири 2-3 лесни песнички и од тука тргна се. Понатаму почнав да после откако заврши Втората светска војна почнав да учам прво пијано, па потоа виолончело, па и некои други инструменти. Тоа одеше заедно со редовното школување, сега се вика осмолетка, тогаш беше така наречена прогимназија, меѓутоа набргу се запишав и како редовен ученик во музичкото училиште. Можете ли да се потсетите на вашите први музички искуства? Се разбира дека можам, заради тоа што што се вели цел живот се занимавам со музика. Првите музички искуства, како што обично се вели, се можеби најтрајни, најзначајни, заради тоа што истовремено биле поттик за понатаму. Да не беа поттик, можеби ќе се откажев од изучување на музиката и ќе отидев во некоја друга област, во некоја друга професија. Ги има толку многу што навистина е тешко да се набројат, меѓутоа најопшто кажано би рекол следното. Иако со таа мала армоника што ја добив за подарок не можеше многу што да се постигне, ја бев просто чудоневиден и фасциниран на извесен начин од комбинаториката што може да се постигне со тие 12 тона, основните 12 тона што постојат во скалата, и тоа е најопшто кажано основниот и главен поттик што ме насочи да се школувам и да истражувам понатаму. Кај кои професори ја изучувавте музичката уметност? Кај многу. Се разбира, професори што ми предавале пијано, професори што ми предавале теоретски предмети, потоа еден дел од школувањето го поминав овде во Скопје, други дел го поминав во Белград, така што повеќе личности влијаеле врз мене. Овде секако сакам да го споменам професорот Ладислав Палфи, кој овде во Скопје ми предаваше, ми се чини не повеќе од 2 учебни години пијано, меѓутоа неговите часови за мене представуваа посебен
посебно доживување, посебен пак ќе речам поттик за понатамошни истражувања. Од белградските наставници би го споменал професорот Милутин Раленковиќ, Сковран, потоа Властимир Перечиќ, а се разбира како најважен и најважна личност во мојата едукација, мојот професор по композиција, професорот Миленко Живковиќ. Постои ли настан кој ви остави посебен впечаток од вашите професионални почетоци? Секако. И набројувањето на тие настани би траело малку подолго. Некои од настаните се, например, присуство на јавна изведба на опера или концерт. Некои од настаните се едноставно ислушано дело на радиопрограмата. Некои од настаните се запознавање со некоја личност, така што многу тешко би можел да набројам кои се тие. Во секој случај, само ќе посочам дека за мене беше многу импресивно, многу значајно кога например за прв пат ја слушав композицијата Посветување на пролетта од Стравински, набргу сонатата за две пијана и удиралки од Бела Барток, исто така музиката за жичени инструменти од Бела Барток, Simple Symphony од Бенџамин Бритен и други, така што музичкото творештво воопшто и поедини композиции оставија силни траги. Која ваша композиција ви донесе најголема творечка сатисфакција? Самото прашање содржи два елемента. Ако се мисли например на награда, на парична вредност, тоа е едно. Ако се мисли на моја лична сатисфакција, тоа е веќе нешто друго. Мислам дека на извесен начин тие две работи се поклопија токму во ораториумот Похвала Квирилу и Методију, пишуван за конкурс, што го објави точно пред 30 години Скопскиот универзитет, и тогаш универзитетот се преименува, го доби името Кирил и Методиј. Темата беше зададена и јас го напишав тој ораториум. Ја доби на конкурсот првата награда, истата година есента доби и октомвриска награда, а што е најважно, јас самиот сум лично задоволен од тоа што успеав да го направам во тоа дело. Припаѓате на генерацијата македонски композитори кои го востановија нашето современо музичко творештво. Низ кои фази минуваше вашата дејност? Од една страна има многу фази. Од друга страна, сепак се сведува, барем така ми се чини последниве години, на една единствена фаза. Првата фаза би рекол дека се
годините на студии и првите 2-3 години после тоа. Значи негде до приближно до 1963-64 година. Потоа би рекол дека уследи така наречената сега да ја наречеме втора фаза, а третата фаза мислам дека уследи негде од приближно 1978-79 и трае, мислам дека трае се до сега. Иако некои веќе од колегите сметаат дека сум завлегол во четврта фаза. Минуваме низ турбулентни времиња. Се вели, кога топовите говорат, музите молчат. Дали тоа се однесува и за вас како автор? Во овој момент, кога се одвиваат воени акции во Србија, односно во Југославија, тие се сепак доста далеку, не ги слушаме. Само слушаме за нив, а не ги слушаме. Во секој случај, како композитор, како автор, последниве денови мојата работа малку спласна. Тоа е несомнено. Од каде ги црпите инспирациите за вашите композиции? Од многу места. Првото место е, се разбира, внатрешниот живот на поединецот, у овој случај мислам на себе. Предпоставувам дека одговорот ќе ги опфане и моите колеги, без разлика во која земја живеат. Од друга страна, поттикот да се напише некоја композиција сум го забележил на следниот начин многу одамна, уште како момче, дека човек сака да се искаже и да се покаже пред другите на некој начин. Како автор, музичар, како композитор, ја тоа би го упростил на следниот начин. Дали во смисла дека самиот си поставувам прашање, дали можам да напишам таква и таква композиција како Шопен, например, или како Бетовен, например. Во некој од нив вплетувате македонски фолклорни мотиви. Зошто? Тоа е малку чудно прашање. Не знам дали ќе го дадам правиот одговор. Првите години, после завршување на студиите и за време на студиите, јас не употребував ништо од фолклорните, како што колегите ги викаат, идиоми, во смисла на ритам, мелодија или било какви особености на македонското народно творештво, музичко, мислам. Меѓутоа во еден таа идеја, таа замисла да се употреби македонска народна песна тлееше и истовремено би рекол зрееше со години. Така што како одам, како стареам, со други зборови, како одам понатаму и понатаму, се повеќе и повеќе ме привлекува мислата дека во некои композиции треба да бидат вметнати или цели песни, или делови нивни, или преработени така што понекогаш и тешко може да се забележат и тешко може да се познае која народна песна,
Така што мене ми се случило да еден ансамбл изведува една композиција и ме прашуваат, ама што ми е овде мене нешто познато? Пишувавте и филмска музика. За музиката за филмот Колнати сме Ирина, вие своевремено ја добивте Златната арена во Пула. Каков е пристапот во пишувањето кога се работи врз драмска предложка? Пристапот е приближно ваков. Првата и најважна задача, се разбира, е да се запознам поточно со сценариото или драмските, бидејќи за драмски текстови, или сум пишувал музика, или пак сум одбирал туѓа музика како илустрација, што во основа е многу слично. Треба човек да се запознае со содржината. Јас одев и дотаму да кога работев за некои филмови, си го стават на клавирскиот пулт од една страна текстот на сценариото во договор со режисерот каде, во која сцена треба да има музика, а од другата страна празен лист нотен, и читајќи го сценариото, се разбира и претходните страници и тоа што следува, размислувајќи за општиот амбиент што треба да се постигне и за конкретниот амбиент во музички амбиент во определената сцена, почнував да си бележам некои музички идеи, да ги наречам така, и потоа ги разработував. Вториот начин беше да го вклучам магнетофонот, па исто така читајќи го сценариото да импровизирам што би можело во текот на таа сцена да се вклопи. Во вашите творби интегрирате цитати од други композитори. На кои ваши авторски естетски претпоставки се должи овој принцип на работа? Тој принцип на работа е, да речем, примен, прифатен уште во текот на студиите во Белград, а инаку познат е како неокласицизам, што го воведе прв, почна да се занимава со тоа е Игор Стравински, негде првите години после Првата светска војна. Така што тоа што јас го прифатив уште во тој момент беше на извесен начин застарено. Меѓутоа, тогаш, 50-тите години, кога јас бев студент, во тогавашна Југославија, тоа беше нешто навистина ново и многу ме привлече заради тоа што веројатно и јас самиот сум на извесен начин комплексна личност кога размислувам за музика, мислам па и не само за музика. Што според вас треба да содржи едно дело за да биде музички вредно? Ова е веројатно најкомплексното, најтешкото прашање што некој ми го поставил. Прво ќе ви одговорам дека за да се состави една музичка композиција или поточно од друга страна ќе придам на прашањето, за да се обучи еден млад човек да составува музички композиции, потребно е долго образование.
наспроти широкото распространето мислење дека така кој си свири лесно му поминува животот, можам да ви кажам дека музичкото образование е најдолготрајно од сите видови струки и што може би не е толку битно во овој случај, меѓутоа треба да се каже и најскапо. Можеме ли да се спасиме од поплавата на музичкиот кич која е одлика на ова време? Веднаш ќе ви кажам, прво не можеме, а второ и не е одлика на ова време. Музичкиот кич, као и кичот во сите уметности, постоел од појавата на уметностите воопшто. Старините што се ископуваат без оглед во кој дел на светот, содржат и кич, меѓутоа заради како да речам, големата старост, ако е некој предмет изваден, ископан, а бил изработен пред 2,5 или 3,000 години, он си има некоја вредност заради старост. Неминовно ли е така нареченото тезгарење на нашите репродуктивни уметници денес? И тоа е нешто старо. Музичарите, како и сите други луѓе, треба пред се да живеат, односно да преживеат. Ја ќе ви посочам повеќе примери. Примери на луѓе што сум ги запознал, а тоа се, например, познатите чалгиджи на Ало Тончо од Велес, кои живееле на тој начин, се издржувале, што свиреле по свадби, веселби, крштевки, веридби и така натаму. Значи, практично они се издржувале, живееле лебот свој насушен си го заработувале на тој начин. Сега ќе преминам на нешто друго што може би ќе ве изненади. Јохан Себастијан Бах, Волфганг Амадеус Моцарт, Георг Фридрих Хендел, сите тие биле главени кај некои богаташи, дали биле принцеви, кралеви, на некои покрајини во Германија, или Хендел, например, работел во Англија, на англискиот двор. Како композитор познавате повеќе инструменти, па сепак кој од нив е најблизок до вашиот сензибилитет? Веднаш да ви кажам кратко, сите инструменти ги познавам повеќе теориски. Единствено со пијаното и практично нешто што работам, а во последно време да ви кажам дека еден од главните инструменти ми е компјутерот. Сега и тоа е алатка, и тоа е инструмент, и со него се служам. Инаку, да речеме, ако побарате да ви свирам нешто на виолина, ја не знам. Да ви свирам нешто на флейта, ја не знам. Имате ли омилен композитор, чие творештво најмногу го почитувате? Да, секако. Станува збор за неколку автори. Веќе го пред малку го спомнав Игор Стравински.
од нашиот век, тука би го додал името на Витолд Лутославски, чие што творештво се совпаѓа со Втората светска војна и 30 години после Втората светска војна. Од минатиот век би го споменал Петар Илич Чајковски, например, Хектор Берлиоз, и сега одам полека, као што видите, назад и назад во историјата. Лудвиг ван Бетовен, Волфганг Амадеус Моцарт, а како ја не знам како да кажам, како круна, како нешто недостижно и недофатливо, во мојата свест постои творештвото на Јохан Себастијан Бах. А омилена композиција? Па практично излегува дека од сите автори што веќе ги наброев, имам по некоја композиција што ми е многу драга. Набројувањето би траело многу долго, бидејќи на врвот на скалата го ставив Јохан Себастијан Бах, ја само ќе го споменам делото Матеус Пасион на германски или маките, Христовите маки според Матеа. Ви значат ли признанијата? И што за вас значи најголема награда? Признанијата секако, верувам и секому, не само мене, значат, пред се како поттик и потврда дека тоа што сум го направил до тој момент наидува на признание, нечие признание, сосема е сеедно чие, а особено ако е од моите колеги, музичари, композитори, као потврда дека сум на патека која има излез, која води некаде.